Во трка за ректор на најголемиот универзитет во земјава, Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, двајца кандидати со сопствени визии за развојот на универзитетот во наредниот период и 3-годишен мандат. Во време на нов закон за високо образование, предизвици со финансирањето и прашања околу меѓународната позиција на универзитетите, отвореме разговор за тоа каде е денес УКИМ и каде всушност треба да биде. Да си кажеме со професор Дарко Данев, кандидат за ректор во мандатот 2026-2029. Професоре, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро е, најдо, благодарам за поканата и благодарам за интерес. Да. Ке имаме во продолжение, ке зборуваме во детали за програмата која професорот ја подготви и ја донесе и во испечатена форма. Веројатно ова ќе се дистрибуира и до професорите на Универзитетот Свети Кирил и Методи кои ќе го дадат својот конечен глас на 28 април, ако не се лажам, гласањето е тогаш. 28 април, вторник, а до тогаш се надевам дека до секој професор, односно член на наставно-научниот совет, што ги вклучува професорите, редовни, вонредни и доцентите, и секако представниците на студентите ќе имаат можност да добијат во рака еден примерок. Ќе одиме во детали со програмата, меѓутоа на почетокот едно генерално прашање би сакал да ви поставам, да се вратиме малку назад во времето, ако е можно, и кога таа временска машина би постоела и кога би ве вратил на почетокот на вашето академско образование, зошто би го избрале, односно не би го избрале УКИМ за да студирате на него? Ако е прашањето зошто се тогаш во тоа време определив за УКИМ, од оваа перспектива сега, дали би го избрале УКИМ повторно и зошто не? Па се, знаете, неблагодарно е да ги споредуваме тие работи на 18 години и на 55 години, малце поразлично размислувањето, но дефинитивно, бидејќи мојот живот поминал овде, семејството ми е овде, сега малце почудно ќе размислам, што се вратам како ништо да не постоело, сепак да. Да, би го избрал. Ако се сетам кои професори ми предаваа, што ние учевме, како работевме и што научивме, навистина беше на едно завидно ниво, сериозно високо ниво, каде што добивавме исклучително високо знаење. Не велам дека сега не е така. Не велам дека не е сега така. Така е. Имаме голем дел професори кои што навистина се посветени. И исто така сакам да кажам дека и студентите исклучително се среќни кога професорот е посветен и работи со нив. Тогаш групите се полни, тогаш доаѓаат студентите, жедни се за знаење, жедни се да нешто направат, некои нови проекти. Но да се вратам на вашето прво прашање. Секако би го избрал, сеќавајќи се на тоа што правевме и како се движевме во тој период. Иако беше период на распад на Југославија, сепак да. А во оваа фаза, кога би се вратиле само вие и би завршувале сега средно училиште, дали би го избрале УКИМ? Ваков каков што е денес? Или би заминале на некој, со оглед на вашите амбиции, би заминале веројатно во странство на некој? Јас бев надвор, поминав еден период и во текот на моите студии и се вратив. Така да, би го избрал, затоа што верувам дека имаме капацитет да одиме напред и да бидеме најдобри, како што и се декларираме, најдобриот, најстариот, најголемиот универзитет, што сега за сега не е доволно, треба уште малце да поработиме, навистина тоа да не се возиме на таа парола, него навистина покажеме дека сме тие. Сме најдобриот во Македонија, можеме да бидеме секогаш подобри и можеме уште повеќе. Така, програмата ја темелите на 3 столба, односно на 5 столба, простете, односно на 5 области кои треба да почиваат промените во однос на најстариот и најрепрезентативен универзитет во земјава. Меѓутоа би сакал да ве прашам исто така на почетокот, пред да одиме на овие 5 столба, кога би имале ректорски мандат со голема или неограничена моќ, кои 3 најважни реформи би ги спровеле? Кусо само? Прво морам да ви кажам дека не сум за тоа да постои неограничен мандат. Со голем мандат, затоа прво реков така. Да. Ако баш сакате да ви кажам што е моето мислење по тоа и што е ставот мој, мислам дека е доволно еден мандат од 5 години, не повеќе, за еден ректор, а потоа во текот на животниот век, ако има повторна амбиција и потреба, да може уште еден. Но тоа никаде, али 5 години, мислам, али. Добро, но 5 години е сосема доволно за да се реализираат огромни проекти. 3 години, како што рековте, можеби е краток, но има што да се направи. Кои се трите работи што би ги издвоил сега во моментов? Од 5 столба. Од 5 столба.
Тие столбови 5 се токму затоа и направени, дека ценам дека е тоа носечкиот елемент на УКИМ каде што треба да работиме. Нема подобро и полошо, но она што би го издвоил дефинитивно е еден вид на интеграција на УКИМ. Тука не зборувам за финансиската, затоа што ние така не сме поставени. Финансиската интеграција може да дојде после неколку години натаму, десетина години, но прво ние треба да се интегрираме за да станеме сериозен фактор во државата, како и што бевме, да се научиме самите себе кои сме и што сме. Голем дел од нашите колеги, па е вклучително и јас самиот, не знаеме што работат нашите колеги на другите факултети. Значи да се препознаеме внатре, да видиме кои ни се можностите за соработка, да видиме дали имаме можност за мултидисциплинарни проекти да сработиме нешто заедничко и да одиме напред. Каква опрема имаме, што може да направиме, така да тој вид на интеграција и влијание во општеството би го дигнал на највисоко ниво. Секако, можеби не на второ место, можеби треба на прво место да бидат студентите. Генерално, ние постоиме за нив, не тие за нас. И сите можности за студентите да отидат надвор, како што јас сум бил надвор, да престојуваат барем еден семестар, да дојдат со нови, свежи идеи, свежи размислувања, е најголемото богатство што може да го добие една држава, односно нашиот универзитет, кога ќе дојдат тие млади умови. И тоа не мора да биде конкретно знаење од областа, да видат каков е животот, социализацијата, другите аспекти на живот и да ги донесат овде, така можеме да растеме. И нормално, нели, третата работа е она што цело време го дискутираме, кое што се преплетува едно со друго, делот на она автономија која што цело време ја зборуваме, дали ќе биде финансиска, дали ќе биде кадровска, дали ќе биде автономија во креирање на програми, студиски и така натаму. Значи да е малце некако засилиме автономијата, што можеме навистина да го направиме тоа. Како? Само со наше залагање, не треба законот да не регулира нас во тој дел. Значи законот може да ги поместува границите на онаа автономија која што не е уставно гарантирана, но секако тоа многу зависи и од раководството на УКИМ, колку ќе се вложи и колку ќе биде спремно да се избори за повисоко ниво на автономија на креирање, клучно креирање на студиски програми кои што нема да зависат од законските решенија, туку ќе зависат од потребите на пазарот. Дали ќе можеме да се избориме, да кажеме, кога ќе дојде на возраст еден професор од 55, 56, 57 години, затоа што сега законот нас не дозволува да работиме до 67, за разлика од другите кои што се пензионираат на 64, да можеме природно да доделиме или да добиеме еден асистент кај тој професор што ќе оди за 10 години за да може да го изгради тој асистент. За да тој асистент може утре дента да едуцира и да биде добар професор. Добро. Влегувате во ова ректорска трка во момент кога и самите велите дека УКИМ повеќе констатира отколку што влијае. Впрочем, такво ви и мотото на програмата, ако можам така да кажам, УКИМ од наблюдувач до УКИМ создавач. Сега, каде е скршена алката? Еве ви можност за критика, односно за реален увид на состојбите. Зошто е денес УКИМ таков каков што е? Дали е проблем раководењето, дали е законската рамка, можеби? Или пак самата академска култура. Бидејќи во еден дел друг, што ми остави впечаток, мислам дека во воведното обраќање, велите моментално УКИМ умее да ги констатира најзначајните општествени промени и проблеми и повремено да дискутира за нив. Зошто само повремено? Зошто академската фела во земјава е така нем наблюдувач на битни државни настани и настани од национално значење низ годиниве и тешко обезбедувам соговорник од универзитетскиот еснав луѓето да се помирени, да живеат на маргините, на страна тргнати, секој во својата комфортна зона, не сака многу да пречи, дали да не се замери, да си направи непријатели или зошто е тоа така? Мислам, тоа изгледа така, дека сакаме да сме од таа наша комфортна зона, но генерално не е тоа така. Ние имаме еден голем дел од нашите професори кои што излегуваат. Факт. Излегуваат и дискутираат за одредени општествени проблеми, за конкретни решенија, се вклучуваат. Но оно што јас го зборувам, тоа е индивидуално. Ние мора да имаме став на УКИМ, да излеземе како УКИМ,
Знаете како, ние имаме во моментов, значи на минатите уписи се запиша околу 5000 студенти. 5000 студенти не е мала бројка, рачунете тоа помножите го по 4 или по 6, зависно од циклусите на студии, тоа е огромна армија на луѓе која што може да ја покаже својата моќ, да биде препознатлив, УКИМ со тоа, и затоа велам, ние мора да имаме став за овие прашања. Може да се смени. Зошто го нема? Ви самите кажавте, има одредено влијание општествената состојба во државата, каква ние се менуваат со години, власта си, една власт, друга власт, трета власт имаат различни перцепции за образованието, за системот, па потоа доаѓаат одредени политички структури кои што ценат вака треба да биде или онака треба да биде, и затоа сега професори викаат, гледаме дека УКИМ не е баш застанат на страната да го одбрани професорот или да го заштити професорот, тоа што треба да го кој е механизмот со кој вие ова од наблюдувач до создавач ќе го направите УКИМ да биде тоа видливо, не само декларативно? Механизмот е тоа што раководството на УКИМ треба да биде подготвено дека буквално треба да се гине за УКИМ, тоа е нашиот дом, дека утре не треба да се плашиме да се замериме и со власта, и со опозицијата, и со било кој што ќе се обиде да направи упад во работењето на универзитетот, за да едноставно се намали неговиот квалитет или неговото влијание, туку ќе биде тој спремен да едноставно, ако не отиде таа работа во правилен правец, да превземе мерки кои што му се гарантирани, а на крајот, ако не може да се носи со врските кои што произлегуваат од таа работа, треба да каже, другари, фала многу, јас ова не можам, заминувам, најдете друг човек што ќе го води универзитетот. А ако стоиме затворени, како што еве последниве неколку години сме и нема со јавна критика на било што да излеземе, да се покажеме како универзитет, повторно зборам, а не како професори поединци кои што излегуваат, тогаш ќе имаме проблеми во иднина. Значи мора универзитетот да ја земе таа улога. Така, со лична одговорност и со личен пример. Ќе излезе ректорот и ќе каже: ова го правиме, тераме вака во името и за интерес на универзитетот. И тоа ја мора да се... И тогаш се бега од индивидуалност, се оди кон институционалност, односно зборува УКИМ, а не зборува професорите таму. Добро, колку новиот закон за високо образование ви дава реален маневарски простор за да го реализирате ова, а колку ве ограничува? Или еви по-конкретно би ве прашал вашиот став во однос на новиот закон за високо образование. Неизбежно прашање, или актуелно. И сите забелешки што беа адресирани. Имаше многу забелешки, имаше навистина многу забелешки, кои што беа издржани. Јас неколку пати кажувам, сум присуствувал и на дебата, и сум учествувал, и сум видел дека има разбирање и од страна на министерката да излезе во пресред на одредени забелешки. Сега некои работи можеби се внесени, можеби не, но генерално верувам дека во овој дел на ова читање сега што се прави и на објавениот закон има простор тој да се подобри. Значи, јас и на друго интервју сум кажал, не постои идеален закон. Секогаш има две страни, законодавецот и оној што го користи законот. Од една страна ние го имаме законодавецот кој што е државата и таа не финансира, на некој начин не финансира, и се нормално е дека они сакаат да имаат увид во нашето работење. Но тоа не смее да биде на таков начин регулирано како што е регулирано сега. А пак ќе се вратам, пак тоа зависи од актуелното раководство на универзитетот, колку ќе бидат они спремни да се изборат на своја штета. Ако законот биде донесен во оваа форма, колку ќе биде ректорот во капацитет и колку ќе има простор да го реализира ова? Ќе може. Значи не треба дополнителни интервенции во законот. Во законот треба дополнителни, да им биде погрешно сватено. Има многу работи кои што треба да се сменат во законот. Да кажеме, уметностите не можат да објавуваат трудови, не можат да работат на исти начин како што ние можеме инженерите. Кај нас има кои да ги читат тие трудови, имаме кај да објавуваме. Има да кажеме институтиве кои што работат со ретки видови на растенија кои што ги има само на нашето тло во Македонија. На нашето поднебје, да? На нашето поднебје. Како тие да привлечат интерес? Нема, не е интересно и ние сакаме да бидат цитирани. Значи треба да се направи посериозна поделба,
по области, по соодветна поделба по области. Не сме сите исто. Кај нас се запишуваат 300 студенти, 200 студенти. Што друго освен поделба по области? Поделбата по области во однос на научните трудови. Во однос на научните трудови, апсолутно. Треба да се најде соодветен начин каде да се објавува, како да се објавува, но да биде прифатливо за сите области научни кои што ги негува универзитетот и не само нашиот, туку сите. Друга работа која што треба да се направи апсолутно она што цело време го бараме. Дајте луѓе да можеме да вработиме. Дајте да не бидеме на питачки стап доведени и да мора секој поединечно, дали декан, дали на база на некоја лични контакти, да дојде до некаква позиција во државата, да замоли, да види, па дајте ни да вработиме или не. Значи, мора да има еден нормален процес на таа автономија која што ја викаме кадровска и мора едноставно да имаме можност да креираме студиски програми какви што ни требаат за потребите на пазарот. Мислам дека во овој момент сме пререгулирани, значи можеби ова вели дека треба да имаме квантитет и така се тоа форсира, а квалитетот као малце да сме го заскрили. Има простор каде да се подобри законот и мислам дека ќе се подобри и последната варијанта која што ќе се донесе ќе биде прифатлива за сите. Но дека ќе биде законот идеален, сигурно нема да биде идеален. Добро, не само за овој дел, туку и за голем дел од она што го имате и предвидувате и ветувате во програмата, зависи од владата, од законската рамка и од бизнис секторот. Секако. Што ако тие не го следат вашиот ритм? Бидејќи зборувате и за Видете, ние мора таа култура да ја смениме. Зборувате и за дигитализација, а зборувате и за отпор на голем број од професорите. Да се споменува некаде нешто како Не. Добро, генерално постои природен отпор кон промени. Ако професорите имаат отпор, да, професорите немаат отпор на кон да ги ништо, следат професорите сакаат промените што ќе ги наметнете во смисла на дигитализација, да речеме. Че видите вака, ние се зборуваме 21 век за дигитализација која што требаше да биде завршена многу одамна. Ние денес треба да разговараме за проректор за вештачка интелигенција. Тоа го има, еве го на Делфт, на Техничкиот универзитет, нивниот проректор се вика проректор за вештачка интелигенција. Зошто? Затоа што се чувствува дека таква потреба има во општеството. Сега ние малце се враќаме чекор назад. Да, малку е застанат процесот, не е завршен процесот, се работи долго на тој процес, но треба многу побрзо да се заврши, а имаме капацитет. Ние имаме факултети чија дейност е тоа, ние имаме професори кои што се занимаваат со тоа, ние треба само да обезбедиме начин како тоа да стартува и брзо да се заврши. Јас разговарав со дел од професорите што се занимаваат со тоа и рекоа дека една година е и премногу време за да се заврши. Потребив можеби пресилен збор. Како ќе ги извлечете голем дел од професорите, со чест на исклучоците, кои се во својата комфортна зона, да го прифатат темпото на промени? Ме разбирате, бидејќи тоа ќе биде на некој начин голема промена за сите. Не, се согласувам, но јас сум убеден дека луѓето сакаат да работат. И луѓето сакаат да имаат шанса да работат. Сега можеби некој е влезен во комфортна зона не од друго, него затоа што му требало да кажеме оптичко влакно или не знам влакно за микроскопот или нешто и не може, он се бори со бариерите административни да направи тендер соодветен, да направи јавна набавка. Тоа е оставено на професорот да се измачува и на крајот вика чекајте луѓе, јас потрошив толку време и толку пари и на крај добив нешто кое што е несоодветно, нити некој се погрижи за мене, нити некој ме заштити мене и затоа едноставно доаѓаат до бариери. Значи, тие бариери мора да ги симнем. Повторно се враќаме на законот за високо образование. Мора да има финансиска автономија. Универзитетот не може другачие да функционира. Добро, зборувавте за интеграција на универзитетот, рековте тоа е едно од најважните промени и во таа смисла го замислувате УКИМ како еден организам, а не како збир на факултети. И така треба да е.
Така, еве спомнавме за дигитализацијата, укинување на шалтерите, рековте со луѓето кои со тоа се занимаваат, може да се спроведе за година до две максимум. Не. Значи изводливо за многу побрзо, со собствени сили УКИМ тоа може да го направи. И на трето место, односно на второ место ги ставивте студентите во центарот и рековте студентите постоите, професорите постојат заради нив, а не обратно. Сега, генерално и на минатогодишните избори за ректор, повеќето кандидати го ставаат студентот на прво место или на второ место или во центарот и така треба да биде, меѓутоа тоа е повеќе во програмата и декларативно. Сега, што реално вие во програмата предвидувате да направите за студентот да го ставите на пиедесталот, односно да студентот да биде на прво место? Пите вака, јас пак ќе речам, со оној начин да ги испратиме студентите да излезат малце надвор, за да добијат други сознанија општествени, да кажеме, не овие што ги кажуваме стручните, така, или да се научат нешто од аспект на тоа како да направат возило. Сега јас зборам за возило зашто ми е тоа нели специјалноста. Ние треба да ги упатиме да видат како таму се студира, како се живее, што можат од таму да научат и да донесат. Таму студентите работат. И кај нас порано работе, а не знам дали се сеќавате, постоја и оние студентски задруги, носе млеко од Сабајле. Не е срамота да се работи, така се гради карактерот, но така и се заработува за да може да се преживее. Не велам дека тие треба да се нивниот фокус тргне од науката и од нивното образование. Но велам дека треба да сите станеме подобри луѓе, а така се станува подобар човек со работа, со честност и со отварање на работни навики. Но тоа не е клучното. Клучно е дека ние мора на најтранспарентен начин да ја правиме распределбата на местата за студентската мобилност. Мора да знаеме колку места имаме. Ние години наназад ни се намалува бројот на места кои што ни ги даваат Еразмус затоа што не се искористени. Зошто не се искористени? Ајде да ги ставиме на листа да видиме кај сме, што сме, колку имаме, нека конкурираат студентите. Ние даваме дозирано на Лажиче, на вашиот факултет 1, на вашиот факултет 2. Не. И потоа се неискористени. Па нашите колеги од универзитетот во Штип, они секоја година имаат зголемени квоти. Тоа треба да се направи. Треба да прошириме можноста да нашите студенти излезат и се вратат да видат нешто малце подруго, некои social skills што ги нарекуваат или soft skills да развијат таму, да дојдат овде да направат. Друга работа е, ние мора да им обезбедиме квалитетни услови за работа. Ама што збора тоа квалитетни услови? Еве, ја некои примери имам што сме ги правеле во периодот додека јас бев декан и додека тимот на продекани буквално беше посветен на тоа како да ја подобриме состојбата на студентите. Им направивме нов сметачки центар. Набавивме околу 200 компјутери нови за да може да бидат достапни и за студентите, но и за наставниот кадар, што да се покажа многу корисно затоа што се појави короната, па требаше и онлайн да се работи. Им дадовме можност да имаат пристап до алатки, да кажеме, бесплатен пристап до Microsoft Office. Им дадовме све, Word, PowerPoint, сите оние Excel што ги користат за едитирање на текстови, запишување семинарски, дипломски, им беа бесплатно дадени на студентите. И има резултат. Им отворивме училница каде што може да работат своји проекти, но им обезбедивме и соработка со стопанството за да тие нивни идеи и тие нивни проекти бидат нешто реално, да бидат реален крај производ излегува од тоа, знаете, и тоа е многу убаво кој ќе ги видите студентите колку се гордеат на она што самите го направи. Сега тоа што го правите како декан на машинскиот, сакате да го направите како ректор на сите кампуси. Апсолутно. Ние имавме бифе кое што не работеше со години, успеавме да го направиме, не го правевме тоа за нас. Ние во нашите кабинети секогаш имаме каде да направиме кафе или да пуштиме чешма да потече вода. Студентите немаат. Пред се беше тоа, бифеата да им бидат исто спремни, како што треба, да имаат соодветен ценовник на студентскиот стандард. Добро. Претходно зборувавте за меѓународната активност, за меѓународната видливост, треба да ја спомнеме, што директно го отвора прашањето за рангирањето на универзитетот и Шангајската листа, која е најпрестижна во таа смисла. Што реално може да се оствари во еден 3-годишен мандат, а што е долгорочна приказна? Кога станува зборите за меѓународните рангирања? Шангајската листа е долгорочна приказна.
Не може да се лажеме. Таа за 3 години е недостижна, веројатно и за 6 е недостижна. Не може. Да се вратиме на, односно да се појавиме меѓу првите 1000. Да се појавиме меѓу првите 1000 е долготраен процес, на вистина, но ние треба да почнеме што може да правиме. Она што јас си го пишувам во програмата, можеме да видиме, да ја препознаеме нашата диаспора, односно нашите научници, нашите колеги, професори кои што работат на други универзитети или во научно-истражувачки институти или пак во компании, да ги поканиме да дојдат да одржат предавања за почеток. Па потоа да им дадеме работа со студентите, па потоа да дојдеме во фаза кога ќе можеме да им дадеме почесни титули на тие луѓе. Утре, кога тие ќе творат и ќе пишуваат како втора афилијација, ќе го пишуваат УКИМ. На тој начин ќе влеземе во она поголемо друштво. Втор чекор што треба да биде направен е задолжително да обезбедиме средства, што може да ги обезбедиме средствата, затоа што велиме дека ќе имаме соработка со индустријата, да поканиме нобеловци. Зошто да не дојде нобеловец да одржи едно предавање? А зошто да не дојдат 2 или 3? Тие луѓе ќе знаат дека постоиме, ќе влеземе во нивната мапа, во свеста нивна, ќе кажат, овде постои еден универзитет кој што нас не прифатил, сме држале предавање, утре дај да го вклучиме во еден проект. На тој начин можеме да ја зголемиме меѓународната видливост и на тој начин можеме да почнеме да се искачуваме. Зошто? Затоа што со таа мрежа на луѓе што ќе ја направиме, и нашите од диаспората, и надворешни, не само наши луѓе кои што се македонци надвор отидени, туку и професионалци, и професори, и научни работници од други универзитети кои ќе се умрежиме, ќе можеме заеднички да твориме, да пишуваме трудови и да објавуваме на во повисоко рангирани. Во столб 3 наука и интернационализација велите во изминатиот период УКИМ често беше исклучен од процесот на креирање државни политики и донесување одлуки од значење за државата. Дали сметате дека свесно беше заобиколуван УКИМ? Видите, пак ќе се вратиме на почеток. Значи, индивидуалните мислења беа полесни, отколку да се добие институционалното мислење. И сега, кој е виновен? Треба да почнеме да се враќаме назад. Може да кажеме, вие професорите знаете да комплицирате, нас ни треба брзо решение, дајте ми еден човек да ми го реши проблемов, но тоа е вина на УКИМ. Зошто дозволила да се најде така? Зошто? Зошто? Не смееме тоа да го дозволиме. Не смееме. Се надевам, вие овде имате завршено, така? На УКИМ? На УКИМ. И на правниот факултет. Како сте во време кога имало професори? Како бевте задоволени? Како рековте вие? Како викате ќе се вратите ли тука сега? Тука сме некаде по годините. Добро, професоре, велите УКИМ долги години бил исклучен од процесот на креирање на државни политики и предлагате, односно замислувате, предвидувате во програмата УКИМ да стане филтер на донесување на законите. Да, еден вид на бели книги кои што. Тоа е многу амбициозно. Дали реално очекувате дека политичките партии, владата, собранието ќе би се согласиле? Зошто би прифатиле некој да ги ревидира? Па ќе кажам, се зависи од начинот како ќе се наметнете и колку сте спремни да се борите со власта. Значи, ако се плашите за своето место... Како ќе се борите вие? Ако се плашите за своето место, ќе си седите во фотелјата и ќе викате, добра, нека пројде. Ама ако сакате навистина нешто да направите за УКИМ, тогаш секојдневно ќе бидете во контакт и комуникација со првите луѓе во државата. И ќе пробате да го наметнете тоа, како што секогаш знаеме да наметнеме став за нешто што ни е важно и лично, и во приватниот живот, знаеме како треба. Кога ние ќе се доживееме така и кога ризикот на губење на нашата позиција нема да ни биде мотивот за да бидеме на одредена позиција водечка раководна на УКИМ или на ректорското место, туку кога ќе седнеме и ќе отидеме и ќе се бориме за таа работа, тоа ќе има резултат. Знаете зашто ги спомнав тие 5000 студенти во прва година? Силата што ви ја даваат. Значи ќе бидете менаџер што ќе тропне на маса, а не администратор, како што велите. Апсолутно. Апсолутно, ако сакаме да одиме напред, мора така. Мора така. Добро, има еден дел што предвидува научно-технолошки парк. Тоа го најавувале и некои претходници или кандидати за ректори, но се останува само на план. Што вие конкретно имате плюс што би го направило ова вистина? Видете, плюсот што е? Плюсот е дека е сега веќе малце смената идејата како тоа да се направи
и колку што знам, владата во соработка со Македонија 2025 и со универзитетот веќе одржаа неколку средби. Имаше проблем со локација, немаше проблем со локација, сега тоа се кристализира и се беше објавено дека тоа ќе биде на техничкиот кампус. Дали ќе биде точно во техничкиот кампус, каде што се Машинскиот факултет, ФЕЙТ, Финки, Технолошко-металуршкиот факултет, тука се влегува и драмскиот факултетот за драмски уметности е до нас. Не знам дали ќе биде точно таму или во таа близина ќе биде, но генерално има начин, има интерес, има желба да се направи. Не е ова нов проект, како што рековте. Проектот е готов и нас ни беше понуден проект уште пред едно 7 години. Дојдоа експерти, видоа што може, што не може да се направи, каде може да се направи. Така да сега видите, со ова искуство што го имаме, прво лично јас што го имам и што го имаат колегите од факултетите, од нашиот кампус, а и не само од нашиот кампус, верувам дека свеста ни е на тоа ниво и знаењето ни е на тоа ниво да можеме да се вложиме и ние за да можеме да имаме технолошки парк кој што навистина ќе функционира, нема да биде само зграда. Велите, клучно е финансиската автономија, во исто време најавувате намалување на приходите на ректоратот од 5 на 3%. Сега, како ќе се надомести таа финансиска разлика е прашањето, односно... Да се разбереме прво што зборуваме. Во ред, знам конкретно прашањето. Финансискиот модел ви се темели на проекти, пазари, донации. Сега, генерално, зборувам дека сакате да направите УКИМ и самиот да најде начин да заработува со оглед на услугите што може да ги нуди. Така. УКИМ, убаво кажавте, не ректоратот, УКИМ. УКИМ. Но што ако тие извори не се реализираат во обем на кој вие предвидувате? Повторно ќе зависите од државата во однос на финансиската автономија. Видите, ние секогаш ќе зависиме од државата. Ние сме државен универзитет, не може да не зависиме. Значи платите за нас ги дава државата. Како ќе намалите таа зависност? Еве видите како може да се намали зависноста. И тоа е напишано во неколку реда. Што можеме да правиме и како можеме да правиме? Прво, спомнавте од 5 на 3%. Ние имавме 3%. Добра, и прво за финансирањето генерално на УКИМ, а потоа за ректоратот. Ова е за ректоратот. Ајде. Она што можеме да го направиме е апсолутно да помогнеме да дел од нашите професори, во зависност од која област се, влизлезат на пазарот со своји стручни мислења, со своји ставови, со обуки. Зошто да не се стручни? Спомнувате таму преводи, лингвистите да преведуваат. Така е. За сите има простор каде да се најдат на пазарот. Ние сме и така регистрирани, односно регистрирани. Законот нас ни дава можност, вели, наставна, научна и апликативна дејност. Делот на апликативната дејност ќе го зајакнеме и ќе можеме да излеземе на пазарот на трудот со таков начин со што парите ќе се прибираат во касата на факултетот. А потоа, ако инкасира големи средства факултетот во својата каса, тогаш тие 3%, иако ќе останат 3%, нема да бидат 5%, ќе бидат големи. Зошто? Затоа што вие ако земете 5% од 0, ќе земете 0. Ама 3% од 100, тогаш нели имате 3. Така да во тој дел ние мораме да излеземе на пазарот со истражувања, со едноставно да и нашите услуги наплатиме соодветно. Друга работа која што нели рековме, имаме економски борд. Ќе направиме борд од луѓе предприемачи кои што се етаблирани во македонското стопанство, кои што утре ќе имаат право да дадат насоки за развој, за пазарот на трудот, што е потребно. Ние можеме да правиме студиски програми по порачка, ќе си ги платат тие. Ние ќе ги ангажираме професорите и на тој начин исто така ќе имаме приходи. Трето е што можеме да имаме од она алумни организација, која што е нели збир на сите алумни организации од единиците, ќе има, како што има секаде во светот, и простор за донации и простор за заедничка соработка, односно проекти за развој на нивните компании кои што ќе ги представуваат.
Така да има простор да се тоа работи, пари има, ја сегогаш велам, пари има на пазарот, Треба да најдете начинот како да ги земете. Така, тоа е тоа. Добро, во заклучокот поставувате мерливи критериуми за сопствениот успех. Колку од тие, ако не се исполнат, ќе биде прашање за ваша лична одговорност? Видите, многу е интересно тоа. Значи, на крајот нели ќе биде што е подобро, дали да бараме втор мандат или да не бараме втор мандат. Или другари, ова ни е приоритетот, седнеме, дај Боже да седнеме со тимот, со проекторите, со ректорската управа и да го дефинираме првиот правец. Ова е тоа и поставуваме рок. Оваа задача ја завршуваме. Ако не ја завршиме задачата, јас сум спремен, ја ве кажувам пред јавноста, јас сум спремен да си поднесам одговорност апсолутно. Не патам од тоа да биде фотелјата моја за да биде фотелја. Мене ми треба фотелјата за да можам да работам. Затоа што така ја гледам. Добро, на крај можност директно во 30 секунди да им се обратите на вашите гласачи, на редовните професори од УКИМ, кои на 28 ќе треба да изберат меѓу вас и актуелната ректорка. Па добро, се надевам дека ова што го слушна и на некои други интервјуа што ги имам и напишано и објавено, ќе ги поттикне моите колеги да изберат дека сакаме да одиме напред, дека сакаме да направиме нешто кое што го велиме, да не бидеме повеќе наблюдувач, да бидеме создавач. Едноставно да ја креираме иднината на нашата држава. И иако зборуваме за позиција ректор на универзитетот, сепак јас ќе кажам, тоа е највисоката позиција во образовниот систем во нашата држава и сметам дека има голема моќ да се постапи правилно и да добиеме резултат онаков како што сегогаш сме посакувале, односно бидеме препознатливи и во државата, да бидеме препознатливи надвор и едноставно работите да зависат од нас, односно да си го вратиме достоинството кое што со децении сме го имале, а последниве години некако ни е разнишано. Професоре Данев, ви благодарам многу за гостувањето во денешното издание, да си кажеме, и ви посакувам голем успех во натамошниот дел од вашата кариера. Благодарам за поканата. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете на Телма и имајте убав ден.